Јустинијановиот камениот мост во Скопје, остатоците што се најдени на длабочина некаде од 6,5 метри од сегашното ниво на комуницирање во црквата Свети Спас и други такви наводи сведочат дека Јустинијана Прима со сиот свој одбранбен систем од 69 тврдини се наоѓа имено на ова локација кај што денес е Скопје. Уморен сум. Се уморив градејќи цивилизација за други, да се одмориме малку, Теодора. Овој цитат се уште не е откриен од периодот и историјата на живењето и делувањето на Јустинијан од Скопје, најголемиот западноевропски и воопшто европски император кој досега управувал со територијата и ја надградувал цивилизацијата на Европа. На својата смртна постела, по повеќе од 80 години стаж низ еден живот полн со превирања, веројатно Јустинијан се присетил пред да го пречекори прагот на соништата, а тој никогаш не ја заборавил, својата сопруга и најголема љубов Теодора, царицата, која што, иако денес не ја славиме и ја забораваме, сепак таа за европската култура представува прва жена која успеала во законот на Јустинијан да внесе и права на жените. Но за тоа подоцна. Јустинијан први, градителот на Скопје, човекот кој се одолжува на својот роден град, не е значаен само по тоа. Тој може би интимно за скопјани значи многу, иако веќе еднаш реков, тој е најонеправданиот скопјанец, но ние полека ќе се одолжиме кон тоа. Јустинијан е човекот кој го даде законот по кој и денес се управува цивилизираниот свет. Во негово време е воведена нултата година, годината по која што се управуваме денес. И од тогаш наваму ние времето го мериме пред Исуса и по Исуса. Но пред се и над се, Јустинијан е човек обичен, човек од македонска крв, човек жеден за знаење, жеден за градење и жеден за љубов. Неговата врска со Теодора започнува далеку пред тој да седне на жешкиот престол на Второто Македонско царство, што обично го препознаваме како Византија. Во тоа време тој е најпопуларниот маж во Цариград. Тој е роднина, внук на императорот Јустин, меѓутоа е исклучително успешен генерал, човек во зрелите 40 години, човек кој покажува извонредни резултати на универзитетите во Цариград, Антиохија и Александрија. Човек кој ги совладал знаењата на правото, економијата, градежништвото, теологијата. Тој најпопуларен маж се влюбува во најпопуларната жена на Цариград, тоа е Теодора. Теодора е актерка. Таткој води патувачка актерска група. Теодора познава многу јазици, многу вештини, но пред се и над се таа представува жена интелектуалец и борец. Секаде каде што таа ќе се појави во Цариград, секаде околу неа се собираат луѓе. Ни денешната најголема холивудска звезда не можела да собере толку народ колку што можела Теодора да собере кога само ќе се појави по улиците на Цариград. Така, иако незиното потекло недокажано е со сина крв, а во тоа време воопшто не припаѓала кон таа висока категорија на луѓе, што на одреден начин значи дека во Византиската империја таа и немала право да претендира да се влюби
во човек од така висока категорија како што е Јустинијан, сепак нивната љубов била опеана низ Цариград и Јустинијан донесува одлука дека ќе се жени за Теодора. На тој начин ги повредува сите закони, ги повредува сите роднини и сите благороднички ќерки кои претендираат да се мажат за овој благороден маж и иден император. Но неговата личност и личноста на Теодора прекршуваат еден многу важен закон, но тоа прекршување значи и спас на Второто Македонско царство, бидејќи веќе во 532 година, кога почнуваат бунтувањата во Цариград, Теодора е таа која што ќе донесе клучната одлука за спас на империјата. Инаку, дури и самиот Јустинијан се колева во тоа време дали да го напушти Цариград или да војува против бунтовниците. Значи, овие две сјајни личности, овие меѓници на светската цивилизација, особено на европската, имаат корени овде и се вградиле себе си со најголема љубов во изградба на градот Јустинијана Прима, градот кој е дел од историјата на ова наше Скопје. Приказната вообичаено илустрираме со текст, со артефакти кои представуваат дел од археологијата, но никако да се доближиме до реалноста на животот во 6 век, во времето на славниот маж Јустинијан и извонредата жена Теодора. Затоа дојдовме во Етнолошкиот музеј да ви прикажеме една скопска носија која е изработена во 20 век, но до сега ниеден етнолог не се позанимавал со незиното потекло, корените и утврдување на староста на дизајнот на токму оваа невестинска носија од Скопско. Во неолитот, во приказната за неолитско Скопје, утврдивме дека македонците се традиционалисти и совршени во изведбата и дизајнерството, така што нивните проекти траат со 8, со 6, со 7.000 години. Според тоа постои основа да се предпостави дека оваа носија не е носија народна и анонимна, туку дизајнирана носија во периодот на царската династија македонска. Ако овие елементи што се наоѓаат на носијата ги замените со поскапоцени, тогаш веднаш ќе можете